не треба да се занемари да се занемарат патувањата, промените, поготово на временски зони, како еден прилично сериозен фактор кој што не го пореметува нашиот биоритам. Бидејќи нашето тело или работата во ноќни смени, која што е можеби доста почеста за популацијата која што живее и работи овде. Значи, нашето тело има одреден ритам на функционирање кој што вели дека во одредени делови од денот ние сме оптимални за да вршиме одредени работи. Ноќта е предвидена за спиење. Што се вели, ако ние работиме во ноќни смени повремено или уште полошо во некој континуитет, тоа може драматично да го наруши нашиот не само социјален живот, туку и едноставно нашето здравје и физичко и психичко, бидејќи ние, не знам, сме се вратиле од работа во 7 часот. Ќе мора да го надокнадиме тоа. Тешко е дека ќе успееме да го надокнадиме тие 8 сати од 8 до 4, не е реално. Кога ние спиеме, другите не спијат. Дури и да пробаме да се изолираме, тешко тоа ќе оди. На страна што, пак велам, за правилен сон ни треба темнина, ни треба мир и треба одреденото време. Така да тоа, овие значајни промени можат доста да го нарушат нашето спиење и да доведат до посериозни проблеми во однос на патувањата. Тргнувам од нешто што е многу банално, да речем за нашава работа, која што бара доста патувања вообичаено. Едноставната промена на кревет, хотел, перницата, не ви е истата перница. Значи, има луѓе кои што едноставно не можат да заспијат на точно така, има луѓе кои што захтеваат соодветни услови и сето тоа предизвикува промена. Од друга страна и самото патување, очекувањата, дали ќе се стигне на време, дали ќе успееме да ги завршиме стидерот, да не има некој проблем. Значи сето тоа може да се рефлектира во стрес психички кој што ќе се понатака покаже како несоница и нормално при подолгиве летови, именување на зони кога ние доаѓаме во да речеме сме тргнале тука од ноќ, доаѓаме во ден. И едноставно, поготово преку океански, а и за пократки дестинации, се што е повеќе од 3-4 часа го нарушува спиењето.